Општина Куманово преку соопштение испратено до медиумите ги информира сите сопственици на неисправни, хаварисани и отпадни моторни возила кои се оставени на јавно прометна површина, дека согласно одлуката за комунален ред потребно е да ги одјават во одделението за управни работи Куманово, а со добиената потврда за одјава граѓаните треба да се јават во секторот за инспекцијски надзор, инспекторатот при општината, со цел возилата да бидат отстранети на сметка на колективен постапувач. На подрачјето на општина Куманово евидентирани се над 70 хаварисани возила, истакна председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска во емисијата Став. Имавме два обиди за отстранување на хаварисани автомобили од јавни површини, според мене апсолутно неуспешни. И сега, откако го изгласавме новиот комунален ред, таму има баш пропишано како се постапува со хаварисани возила. И затоа што инсистирам секоја одлука што ќе дојде на Совет на општина Куманово и во која што ќе гласат советниците, треба да биде и имплементирана. Затоа повикав, инициирав една средба, повторна средба, со главните чинители кои треба да го решат овој проблем, а тоа се инспекција, комунална инспекција и инспекција за животна средина. На состанокот беше поканет раководителот Бобан Бојковски, кој исто така заинтересиран оваа акција навистина да успее, началникот на СВР Куманово, сектор за сообраќај, началникот на сектор за сообраќај, на општи управни постапки во општина при СВР кој е на републичко ниво. И сите координатори, секретарот на општината беше присутен, раководителот на сектор за комунални, значи сите чинители кои треба да дадат свој став, да дадат своје видување и да се направи акција. Уствари нема што да се прави, нели, план меѓу нас, за сите е пропишано едно правило и отплика има 5 чекори кои би требало да следуваат пред да се отстрани некој хаварисано авто, а тоа е комунална инспекција да евидентира таблички, автомобили со таблички и без таблички, кои подолго време стојат на јавни површини, го зафаќаат јавниот простор, пречат во движење и на пешаците и на возилата. Голем дел се оставени на паркинзите и си стојат таму со години. Некои се веќе и дрвја поминуваат низ нив. Значи долго време стојат. Значи прво евидентирање на тие автомобили од страна на комунална инспекција. Мислам дека во централното градско подрачје имаат веќе евидентирано 70 или 80 такви автомобили. Потоа тој список го доставуваат до СВР, СВР проверува кој е собственикот, го повикуваат, се гледа дали го регистрирал автомобилот. Според законот на СВР 15 дена ако не го регистрираш автомобилот, треба да го одјавиш и табличките да ги вратиш, значи се проверува таа постапка, се опоменуваат собствениците да ги одјават автомобилите, да ги вратат табличките и од страна на СВР се дава известување до службите на инспекцијски надзор дека тоа авто има собственик, е хаварисано, прогласено за хаварисано и дека треба да се отстрани од страна на инспекторот за животна средина, кој пријавува потоа до оние колективни постапувачи кои се двајца, кои се за отстранување баш на хаварисани автомобили, колективни постапувачи со кои што општина Куманово има склучено меморандум за соработка, значи сите сега чинители се исполнети и ако акцијата навистина и овој пат пропадне, тоа значи дека е до нас, до институциите и да едноставно дека нешто не е како што треба во применувањето на законските одредби.